Почитуван господин Рубин Земун, председател на програмската комисија на овогодинешната научно-меѓународна конференција, почитуван господин Калили, председател на организацијата Мирас од Азербејџан, почитуван господин Айтач, член на програмскиот комитет на Универзитетот Ајдин Аднан Мендерес Турција, почитуван господин Божиновски, заменик градоначалник на Охрид, почитувана господја Поповска од Културно-информативниот центар на Република Северна Македонија во Хрватска, почитувани присутни. Почитувана Ана, професорка. Ми представува навистина голема чест да се обратам на 11-та научно-меѓународна конференција на тема предизвици на идентитетот, културното наследство, одржливиот развој и туризмот поврзани со новите кризи. Подготвувајќи се за оваа конференција, мислев што да кажам јас денеска додека стојам тука пред вас. Фатмир, кој е албанец во Македонија, студирал во Албанија, се вратил во својата татковина, работел долги години во граѓански сектор на важни општествени теми како помирување, кохезија, развој и така натаму. Фатмир, кој сите овие важни општествени процеси ги препознал во политичка партија која не е од неговата националност, туку е доминантна македонска партија и кому оваа партија му ја дала довербата да може да служи. А кому? За која кауза? Зарем тоа не е постојаното прашање што сите го поставуваме? Одговорот за мене е секако лесен. Да им служам на луѓето, на моите сограѓани, на сите подеднакво. Зарем немаме сите исти потреби, желби и соништа, стравови, среќа и тага? Зарем е важно во кој храм ја кажуваш потребата на твојата душа кога таа е искрена? Низ сите мои години живот, борејќи се со сите предрасуди и поделби, со некои од нив и се уште, научив дека против нив не можеш. Затоа што против, еден спроти друг, значи конфликт. Но научив како може. Може покрај. Покрај предизвиците да гледаме во можност, покрај минатото да се бориме за иднината, покрај различностите да градиме мозаик на заедништво. Верувам дека во ова време кое ќе го поминете заедно на оваа конференција, ќе размените мислења и факти, но во сите нив ќе имате и ќе има емоции. Емоции кои секогаш се врзани за идентитетот, вредностите, историјата и минатото кое не одбележуваат. Но историјата е добра основа за подобра сегашност и иднина. Историјата која не ја чуваме под стаклено звоно и однадвор ја наблюдуваме, туку се обидуваме да ја разбереме. Таа ни помага да ги увидиме грешките кои сме ги направиле и да ги запознаеме дури најтемните чошиња на човечкиот дух и таму да запалиме светло. Да, ова понекогаш може да биде непријатно и често и да не сакаме да го изговориме гласно, но точно ова нелагодност треба да учиме и растеме. Точно во оваа нелагодност можеме да ја најдеме колективната моќ за заедничката иднина. Денешните модерни општества се соочуваат со многу комплексни предизвици кои бараат брза прилагодливост, но и повеќе секторско или интердисциплинарно делување. Одржливиот економски развој, заштитата на животната средина, грижата за човековите права и многу други сегменти не можат успешно да се адресираат само од една страна и еден актер. Било да е тоа владата, граѓанскиот сектор или бизнисите, туку бара здружено заедничко делување и партнерски однос на сите. Кон крајот на минатиот век, светот почна да зборува за нов феномен, оној на глобализацијата. Глобализацијата е третирана од различни перспективи и секој што зборува на оваа тема ја дефинира според собствената перспектива и на тој начин дава идеи за можните предизвици кои ја придружуваат во културата, економијата и идентитетот. Но она што јас го гледам во глобализацијата не е закана од искоренување на јасното јас, туку шанса за соработка меѓу народите, за познавање,
толеранција и промоција на исклучителната единственост на секој еден. Шанса да се запознаеме, а со тоа и да се почитуваме. Затоа мораме да продолжиме да работиме за нашето едно општество, во чија основа е токму тоа. Искрена намера да го запознаеме и цениме другиот и да создадеме безбеден простор за да бидеме своји и да добиеме шанса како што посакуваме за себе. Само така вистински ќе го кокреираме нашето едно општество за сите. Да живееме, работиме, развиваме блиску едни покрај други. Затоа денеска не дојдов со моите политички пороки за Охрид, УНЕСКО, Старата Скопска чашија, Калето, Аквадуктот, Шарената џамија или други битни, убави наши монументи. Дојдов како фатмер кој верува дека сето тоа ќе го вреднуваме, чуваме и пазиме сите, кога секој од нас покрај, почита, која ја гаи кон себе, ќе ја гаи кон секој спротив себе. Како што верувам во себе, така верувам во сите вас тука, верувам во сите мои сограѓани. Верувам затоа што тоа е мојот идентитет, верувам затоа што мојата историја тоа ми го потврдила и верувам затоа што тоа го бара секој развој. Благодарам.